може да излаже толку многу? Што треба да смрзнуваме дома се? Внимание, зборуваат граѓаните. Дали големите маркети се главната причина за скапотијата или можеби е нешто друго? Со тоа што не растат платите воопшто, а цените само се зголемуваат, тоа предизвикува бунт меѓу народот да протестираат, да бойкотираат, да не купуваат работи од тие големи маркети. Стварно се цените кренати многу високо, на овие примања што ги имаме ние се неиздржливи, што се вика, затоа народот и се буни и плаче. Цените во маркетот се зголемуваат, а платите остануваат исти. Мислам дека се големите маркети дека се договараат за цените и нагло го покачуваат цени. Големи маркети и исти артикла, поскапа е можда 30%. Поскапо е 30%. Зошто е тоа така? Зашто немаме држава како треба. За мене е тоа крадење. И големите маркети владата што дава даначни проценти повеќе. Да? Двете имаат бина. Зошто е тоа така баш поставено у моментов? Затоа што лоповите сакаат да крадат. Дали ќе се прекучите на најавениот бойкот на маркетите во петок? Ами ја да просто ќе се приклучам, затоа што мора да е некако неизвестен начин да се направи некој притисок, знаеш. Треба сите да речат не влагаме во маркетите и да видиме се они што ќе прават после тоа, зашто тоа зависат од нас, не? Индиректно сум проклучена затоа што сепак не купувам на големо секој ден во маркетите. Нормално. Да. Нормално. Да. Тоа треба сите да станат од дома, не да спијат. Ќе се придружам, затоа што немам некоја реална потреба да дам по големите маркети. Да, сметам дека чисто да им се покаже на одговорните дека треба нешто да превзат. Секако дека се должно, затоа што едноставно не се истрпува. Што мислите, ќе придонесе ли бойкотот на маркетите за намалување на оваа скапотија? Не верувам. Не? Не. Зошто? Тоа зашто смештаат, тоа се лопави. Мислам дека ќе остане исто како и да е, што и да правиме. Нема да има никаква промена? Во нашата држава ништо не се менува, така да и тоа ќе се остане како што е да се. Мислам дека нема да смени ништо. Да? Зошто? Затоа што законите се во место да ги штитат корпорациите, не граѓаните. Па мислам дека знаејќи држава стварно нема да има никакво влијание, пошто нема ништо да допре, освен ако не се резултира во нешто подлаво, ако неколку дена да трае или некој подолг период. Мислам не. Не. Они имаат едноставно превземено некои монополи и едноставно не ги интересира граѓаните. Он мора да придонесе, зашто ними ми е стало, они се научени да черуваат многу, сај заработуваат на грбот наш, мислам. Ќе има ефект, Добро. ќе се вразумат веројатно, ќе сватат дека стварно претера, што е, мислам, нехуман. Што е следно што треба ние како граѓани да се обединиме и да го бойкотираме? Здравството. Зошто баш здравството? Затоа што све преку врски. За еден бойкот можеби не може ништо, меѓутоа ако се прават повеќе бойкоти, тогаш можеби ќе има слуг тој што треба да има, а тоа што да превзе. Кај го гледаш проблемот тука? Проблемот е во непокачувањето на платите, мислам дека не се покачуваат платите, цените растат и тоа предизвикува бунт. Луѓето не можат да се дозоват кашкава во денешно време, така да. Да, тоа е жално, да. Мене ми дојде сметката 7300. Според не уклучуjem на плин, боле во наефтина стоја се. Тоа мене ми е третина од пензија. За струја да мислам. Тоа е нелогично, мислам. Кој може да излаже толку многу? Што треба да смрзнуваме дома се? Внимание, зборуваат граѓаните.